Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Повикот до јавниот обвинител на Република Македонија Марко Зврлевски да си поднесе оставка, премиерот Зоран Заев го смета за точката од која треба да почнат реформите во правосудството. Можна ли е брза, сеопфатна и продуктивна промена во сферата која го легитимираше владењето на неправото во изминатиот период? Реално ли е да се очекува дека постоечкиот систем кој е под притисок да отстапи, ќе дава отпор, меѓусебно ќе се штити и ќе се обидува докрај да ги користи сите механизми за да опстои со оглед на тенкото мнозинство во парламентот? Што може да се направи со гломазниот административен апарат создаван исклучиво по партиски клуч, ако заложбата на Заев и неговата влада се дека никој не треба да се плаши за своето работно место, зашто реваншизам нема да има? Во редот на прашањата што меѓу првите ќе се наметнат е и организирањето на локалните избори во октомври и пред се со каков избирачки список ќе се оди на гласање. Познато е дека по парламентарните избори во декември околу 30.000 гласачи што беа избришани повторно се вратени на списокот. Генерално, кој е дневниот ред за реформи што ќе го следи новата влада? Оној од извештајот на Прибе, итните реформски приоритети од Европската Унија, или може би така наречениот блупринт од невладините организации, документ на кој Заев се повика во своето експозе. Ова се дел од прашањата за кои вечерва ќе разговарам со тројца представници на граѓанскиот сектор. Извршната директорка на Фондацијата Отворено општество Македонија, Фани Карамфилова-Пановска, извршната директорка на Хелсиншкиот комитет Уранија Пировска и извршниот директор на Асоциацијата Мост Дарко Алексов. Ќе видите и прилог за прелевањето на рускиот однос кон граѓанските организации преку Источна Европа кон Балканот и Македонија. За крај подготвивме нова саботажа. Ве поканувам да останете на Алсат, разговорот почнува по кратка пауза. Гледате 360 степени. Вечерва наша тема се очекуваните промени во правосудството, јавната администрација и улогата што треба да ја игра собранието во парламентарна демократија, каква што според Уставот треба да биде Република Македонија. Дали најавите и очекувањата одат над реално возможното? Премиерот Зоран Заев е ентузијастички настроен, а така беше интонирано и неговото експозе пред пратениците. Најавив дека освен економијата, приоритет на новата влада е да обезбеди владење на правото и правда за сите. Новата влада се обврза дека ќе создаде услови за независен и ефикасен правосуден систем. Граѓаните заслужуваат независно, честно и професионално судство и јавно обвинителство. Затоа ќе има реизбор во судството според познати европски пракси, далеко од рацете на политичарите. Ќе формираме специјално оделение во Основниот суд Скопје 1, во чија ще надлежност ќе бидат предметите што ги покренува специјалното јавно обвинителство. Ќе направиме се што е во наша мок и надлежност да овозможиме институционално и целосно заокружување на случаите што ги води специјалното јавно обвинителство. Во програмата обезбедуваме механизми на контрола над следење на комуникациите. Ние сметаме дека следењето на комуникациите во кривични истраги и за безбедносни намени треба да бидат одделни функции. Разузнавачките служби кои имаат надлежност во следење на комуникациите мора да имат јасен мандат даден со закон. За објективно информирање на граѓаните, на што тие имаат право, ќе го земеме предвид предлогот за итни демократски реформи, така наречениот блупринт, создаден од граѓанските организации, а Националниот сервис Македонската радиотелевизија ќе се реформира и ќе работи независно од политички или други влијанија. И сакам овде јавно да порачам дека е доста од реваншизми и партиски отпуштања. Се обврзувам на ефикасна и професионална администрација. Никој да не чувствува страф за своето работно место. Да не работи под притисок на партиски уцени. Во студиото на 360 степени вечерва се тројца од авторите на документот што премиерот Зоран Заев го спомна во експозето, така наречениот блупринт, создаден од граѓанските организации. Фани Карамфилова-Пановска, извршна директорка на Фондацијата Отворено општество Македонија. Добро вечер. Благодарам што сте со нас. Уранија Пировска, извршна директорка на Хелсиншкиот комитет. Благодарам и за вас што ја прифативте поканата. И Дарко Алексов, прв човек на Граѓанската асоциација Мост. Благодарам што сте со нас.
Реков, ова е тој документ, предлог за итни демократски реформи или накратко популарно наречен Blueprint, документ на 62 страни. Моето прво прашање до сите вас е, со оглед на тоа што овој документ беше создаван во еден друг контекст, тоа е летото 2016 година, кога во Македонија се уште беше неизвестно дали, под какви околности ќе се одржат предвремени парламентарни избори, имаше пред се намена да ја подготви земјата за фер и демократски изборен процес. Дали овој документ е применлив сега во овие нови околности? Повелете. Апсолутно е применлив во овие околности. Предлогот за итни демократски реформи, што група граѓански организации со сиот свој професионален капацитет го изготвија во некој период минатата година ова време, практично представуваше слика на кои се оние итни мерки кои што тогаш уште нејасно, но наш предлог беше експертската влада или преодната влада, ќе треба да ги направи за да може да обезбедиме фер и демократски изборен процес. Во голем дел од подрачјата кои што се опфатени во овој документ, кои што морам да напоменам дека ги надминуваат границите на итните реформски приоритети, бидејќи во овој документ има мерки и предлози за промени во делот на образованието, во делот на животната средина, на социјалата и така натаму, се опфатени и мерки кои што не директно задираа во она што значи фер и демократски процес, но фокусот беше што треба да се изработи за да може да бидеме сигурни, да се гарантира дека изборите кои што не знаевме кога ќе се случат, ќе бидат во минимум стандардни услови. Сега таа фаза е зад нас, документот е овде пред нас. Така. По оваа логика предпоставувам дел од она што го пишува во него е справедливо и сега. Апсолутно. Јас го прочитував кога се подготвував за оваа емисија целиот документ и можам да кажам дека 90% тоа што е внатре и повеќе е апсолутно справедливо. Во меѓувреме има некакви промени во некои од секторите, има и нови работи што треба да се третираат. Има и работи кои што тогаш не ги имавме земено предвид во смисла како да се случат овие мерки, значи еден детален акцијски план во смисла на време траење и во смисла од кои ресурси може да се црпи за да се оствари тоа не е детално обработено и сметаме дека апсолутно е потребно новата влада, новите институции да го отворат процесот комплетно. Овој документ представува солидна база, но потребно е да се отвори процесот од почеток, да видиме кои се новите работи кои што треба да ги има во овој документ, што е она што можеби не е релевантно во моментот и да се обидеме, дури ја би рекла, да го прошириме и да кажеме како тој оперативно може да се спроведе. Пировска, дали сте на оваа линија дека можеби ќе треба да се доработува сепак оваа основа, како што вели Карамфилова Пановска, за демократски реформи? Апсолутно се согласувам по однос на неговата актуелност и се согласувам со тоа дека нема никакви измени во состојбите, во секторите кои што ги опфаќаме, во областите кои што ги опфаќаме со Blueprintот. Морам да истакнам дека ние кога го подготвувавме документот се трудевме да го направиме што е можно попрактичен да биде. И едноставно да представува еден вид агенда за таа тогаш очекувана експертска влада, но тоа не значи дека не може да биде и агенда за новата влада. Да, ако го читате ќе видите дека нема многу фрази, нема многу празни одови, напротив точно. Прави диагноза и потоа оди со директни препораки. Директни препораки и предлози, при тоа мислам дека ќе треба да се надогради сега со однос на во однос на околностите кои што се сега, да речам, во моментот актуелни, и бидејќи во изминатиот период се случија и многу други работи кои што отворија и други прашања, и оттука мислам дека во некои делови треба да се прошири. Например, ние во овој документ не го искомунициравме прашањето по однос на контролните механизми, регулаторните тела, кои што мислам дека треба да бидат опфатени со овој документ и мислам дека ќе бидат многу важни во процесот на реформи кои што го најави премиерот, новиот премиер Заев. Секој од вас ја има експертизата во определена област во овој документ. Вие сте пред се автори на делот за реформите во јавната администрација. Хелсиншкиот комитет е носител на делот за реформа во правосудството, предпоставам борба за против корупција.
Да. Сите поглавја се работеа со здружени напори. Па така и поглавието за реформа на јавна администрација имаше сигнификантен инпут од страна на колегите од Институтот за европска политика, како и во останатите поглавја каде што работевме здружено. Фондацијата Отворено општество Македонија даде придонес на повеќе поглави од самиот блупринт, не само во делот на јавната администрација, како што и другите колеги од другите организации дадоа исто така. Така што ова беше една операција која што немавме секој свој авторски, значи не стоиме како автори на поделните поглавја, туку истото се однесува и на делот правосудство и во сите други делови, значи учествува и други организации. Добро, МОСТ е јасно дека има експертизата во делот на изборните процеси. Па во таа смисла, дали она што го пишува во тој дел, и знам дека сте били активно вклучени во делот за потребните промени што треба да се направат во работата на собранието и неговата улога во политичкиот систем, се применливи овие препораки? Апсолутно. Значи, една работа која што не беше кажана досега по прашање на документот, на блупринтот, е дека на некој начин се обидуваат да ги операционализира сите оние аномалии кои што ги утврдува и ги потврдува извештајот на Прибе. Тоа е едната битна работа која што јавноста треба да ја знае. И тие се уште актуелни работи, а втората е дека во самиот документ не сме отишле до таму дури да предложиме време траење на одредена операција. Така да имате итни работи што треба да се случат веднаш, иако беше тоа во едно предвечерие, да кажам, на очекуван изборен процес. Има работи кои што треба да се случат, да речеме, на кус рок и работи кои што треба да се случат на среден рок. Сето тоа дава до значење дека дава до знаење дека немаме во оваа фаза никаква двојба или па дилема дека не огромен дел од работите, јас само можам да поминам за тоа што се обидовме да направиме една мала анализа за тоа што пишува во блупринтот, а што се, да кажеме, препораките од нашиот извештај од последните избори. Има 1, 2, 3, 4, 5, 6 од вкупно 10 работи кои што се ставени во блупринтот дека треба да им се обрне внимание, може и да ги елаборирам подоцна во емисијата. Во детали, значи, 6 работи се наоѓаат и во извештајот и во блупринтот. Меѓутоа, сите тие заедно придонесуваат кон подобрување на процесот и кон затварање на поглавието кое што реферира не само на избирачкиот список, туку и на други одредени работи кои што се поврзани со работата на Државната изборна комисија, работата на изборните органи, па и однесувањето на политичките субјекти во изборите. Значи, целата кај собрание е исто. Работевме еден сеопфатен мониторинг на работата на собранието и анализа во текот на 2016 година, значи од 1 јануари па до распуштање на собранието на 17 октомври. И тука кореспондира огромен дел од оние работи кои што сме ги кажале уште во јуни 2016, да кажеме, кореспондираат со пронајдоците, значи да кажеме дека сме дали и малку месо зошто тоа мора да се смени, бидејќи да се разбереме. Започнувајќи па некаде од 2011, еве нека биде 2012 година, многу тешко се доаѓаше до информации, па се до скоро. Многу тешко имавме пристап до информациите. Една многу важна работа која што исто така мораме да ја наметнеме, не само како дебата, туку и како принцип, е дека блупринтот предвидува најпрво и основно да се направи проценка и ревизија на работењето на институциите кои што се дел или ќе бидат дел од реформскиот процес. Бидејќи во овој момент никој не ја знае реалната состојба. Фактичката состојба е сега. Тоа е заради тоа, меѓутоа има еден секундарен или второстепен значај. А тоа е дека сето ова што се случува или што ќе се случува понатака, не смееме да дозволиме да се претвори во лов на вештерки. Значи, аргументираните и фактички состојби мора да бидат јавни, да бидат издебатирани, да бидат утврдени, за да може да се почне
со промени, реформи и сите оние, да речам, операционализирани инструменти кои што ќе се воспостават за да се дојде до крајната цел. Овде го заокружуваме овој генерален вовед во темата вечерва. Заеднички заклучок е дека документот е применлив, дека трпи веројатно дополнителна анализа, па и проширување и дополнување. Колку лесно може да го добиеме наследникот на Марко Зврлевски, што со гломазната државна, односно јавна администрација, со каков список ќе одиме на локалните избори, ова се прашањата што ги отвораме во продолжението на емисијата. Ви благодарам за сега, ве поканувам да останете на осад. Во 360 степени ја продолжуваме дебатата за најавената реформска и очекувана реформска агенда на владата, колку е реално остварливо од она што се најавува. Пировска Заев го повика Зврлевски да си даде оставка и рече дека тоа е точката од која што очекува дека треба да почнат реформите во правосудството. Веројатно полесниот дел е Зврлевски да биде разрешен, но ако доследно се читаат законските одредби, ќе дојдеме до заклучок дека веројатно потешко ќе биде да се именува негов наследник. Видете, наивно е, мислам, да веруваме дека без обструкции, без понатамошни попречувања ќе може да се случат работите кои што се проектирани и замислени да бидат дел од реформите, особено кога зборуваме за правосудството. Кога станува збор за господинот Марко Зврлевски, јас само би кажала дека тој беше една од личностите која што од страна на Хелсиншкиот комитет беше во континуитет прозивана поради неговата транспарентност во соучесништвото со злосторничкото здружение партијата ВМРО ДПМН и во обструкцијата на правдата. Меѓутоа, јасно е дека после повикот на Зоран Заев да се повлече и фактот дека тоа не се случи, мислам дека господинот Зврлевски рачуна на можностите кои што ги дава законот, односно да се избере нов јавен обвинител, треба да се добие позитивно мислење од Советот на јавни обвинители. Сега, ако имате во предвид фактот дека во Советот на јавни обвинители најголемиот дел од обвинителите се примени токму поради нивната поврзаност со тогашните владеачки структури, можно е да очекуваме дека и да дојде до негово разрешување, дека изборот на нов државен јавен обвинител би се ставило под знак прашање. Јас реално, не знам, и резонот ми говори дека причината поради која што тој не се повлекува е токму ова. Да се разлекува овој процес на негова замена со нов човек. Сега моите размислувања одат во насока на тоа дека доколку дојде до некое преоценување на луѓето од правосудството, дека неминовно би требало да дојде и тоа и до Советот на јавни обвинители, односно оние кои што навистина имаат многу важна улога кога станува збор за овој орган на прогон. Марко Зврлевски, при тоа да не заборавиме дека може да се случи да одговара и за одредени кривични дела и за злоупотреби или непрофесионално извршување на неговата функција. Со оглед на тоа дека Марко Зврлевски, една од причините поради која што беше прозиван од наша страна, е дека не ја исполнуваше својата функција да постапува екс официо во случаи кои што беа од исклучителна важност и стануваше збор за исклучително сериозни прекршувања на човековите права, не го правеше тоа. Да. Заради публиката да објасниме дека на предлог на владата новиот обвинител го именува Собранието, но при тоа е нужно претходно владата да добие позитивно мислење од Советот на јавни обвинители. Доколку не го достави Советот на јавни обвинители во рок од 15 дена, тоа мислење се продолжува рокот за уште неколку дена, ако и после тој рок не го достави своето мислење, тогаш се рачуна дека дале позитивно мислење. Меѓутоа, доколку не дадат позитивно мислење, односно за ниеден кандидат, тогаш ќе треба да се објави повторен конкурс. Тоа значи одолжување и тоа значи дека
ќе влијае на процесот на реформи во правосудството. Тоа е потенцијал за вртење во еден круг, веројатно на подолг рок. Ова е негативното сценарио. Со вас ќе разговарам околу потенцијалот да се воспостави систем, така наречен мерит систем во јавната администрација. Дали е воопшто возможно такво нешто? Прво затоа што не го знаеме точниот број на вработени. Владата изготви некаков регистар, но има многу недовреба околу бројките кои што ги дава регистарот. Очигледно дека станува збор за околу можеби над 150.000 луѓе вработени во тој сектор во последните години, неколку десетици од нив вработувани исклучиво по препораки на општинските комитети на тогашната владеачка партија. Па во такви околности некако ми личи навистина речиси невозможно да се размислува за мерит систем во администрацијата. Се согласувам сосема. Еден од најголемите предизвици на новата реформска влада, како што се најавува дека ќе биде, покрај промените за достигнување на правото и правдата во оваа држава, е реформата на јавната администрација. Од причина што јавната администрација со години, би рекла со децении наназад, беше, особено во последниве 11, користена единствено како инструмент со кој што владачката гарнитура, со партиите во власта, собираа поени и гласови. Бројката на јавни службеници апсолутно не знаеме која е. И ќе се навратам на оно што Дарко пред малку го кажа. Еден од секторите во кој што мора да се направи темелна анализа, темелен скен, што има внатре, колку кадри, со каков профил, како се дојдени на тие позиции. Тоа е секторот на јавната администрација, која што, пазете, вклучува покрај државни службеници, условно речено по старата номенклатура во министерствата, во централната и во локалната власт, во тие органи, вклучува и луѓе вработени во здравството, во образованието, во судовите, така натаму. Вие го поддржувате ли овој став на Заев, во кој што вели никој не треба да се грижи за своето работно место, секому ќе му го најдеме соодветното место, бидејќи реваншизам не сакаме да има? Видете да ви кажам, тоа што ние сме се залагале со години, се залагаме и стоиме на тоа, е дека јавната администрација мора да се рационализира. Значи, не може бизнис секторот и граѓаните на оваа држава да ставаат толку од своите средства во државниот буџет, од кои што ќе се сервисираат огромен број на вработени во јавната администрација, за кои што е нејасно дали секогаш се баш тие вистинските или се пак таквиот број е навистина потребен. Но не можеме да зборуваме ништо однапред без да знаеме колку се тие луѓе, во кои органи колку, на какви места се распоредени, со какво искуство и знаење располагаат. Но знаете, ако тргнувате од еден чисто политички, популистички став, еве и на новата влада, и ако при тоа ги земеме предвид фактите дека, меѓу другото, СДСМ загуби во 2006 година и поради тоа што имаше поприлично рестриктивен однос кон прашањето за вработување во јавната администрација. Речиси никој на прсти се броја луѓето кои што беа вработени, освен оние според принципот на соодветна и правична застапеност. Тогаш како до рационализација на тој апарат? Мислам дека тоа беше еден од моментите зошто сега цениме отпосле дека СДСМ ги изгуби изборите во 2006 година. Мислам дека беше само еден од нив. Мислам дека поголем проблем беше тоа што тогашната власт на Владо Бучковски, мислам дека се соочи со сериозни коруптивни скандали за кои што разврската се уште не можеме да ја видиме. Видете, едно е што партиите на власт ке сакаат да направат за да може да ги пратат своите пораки кон нивните гласачи без разлика дали се во јавната администрација или се надвор од неа. Во јавната администрација велиме не знаеме колку, јас би оперирала со бројка над 160.000 во секој случај, може да се и 200.000, што правиме со остатокот од населението, кое што допринесува таа јавна администрација да се плаќа. Така што не мислам дека по секоја цена треба да се задржи бројот на јавна администрација, колку луѓе ни требаат во таа јавна администрација, со какви знаења и вештини, тоа треба да покаже прво проценката со што располагаме и второ, секој од органите мора да направи систематизација согласно своите идни реформски зафати и да детерминира
со каков калибар државни службеници треба да Ова располагат. не ли е сепак малку подолгорочен процес? Ова Една не. власт која што сега првично се сочува со притисок да организира локални избори со своји политички очекувања во однос на тој процес. Податаму ќе доаѓаат други исто така прашања. Некако се плашам дека ова изгледа процес кој што тешко ќе може да се спроведува. Овој процес бара многу време, баш од причини со кои што новиот премиер најави дека не сака да личи на реваншизам и не смее да има реваншизам и ние со тоа се согласуваме. Реформите во Македонија треба да се спроведат согласно правото и словото на законот и согласно принципите. Секоја реформа која што ќе значи политички реваншизам, без притоа аргументирана основа зошто тоа се прави или се менува, ќе биде толкувано како такво и никому не му носи добро. И затоа овој процес на реформа на јавната администрација апсолутно не може да се случи преку ноќ. И апсолутно не може да се случи со паушални решенија и проценки. Треба сериозна работа посветена да видиме каде сме, па да видиме каде сакаме да стигнеме. Има стратегија за реформа на јавната администрација 2017-2022, која што е во нацрт документ во Министерството за јавна администрација и информатичко општество, која што не беше изготвена тој нацрт на доволно отворен и консултативен процес. Треба да се отвори процесот да видиме каде сакаме да одиме со реформата на јавната администрација, да видиме со какви ресурси располагаме. Европската унија, реформата на јавната администрација е еден од, како велат они, fundamentals first. Значи, основните базични работи на кои што ќе го цени напредокот на државата и нејзиниот институционален капацитет да стане држава членка на Европската унија. Сакам да речам заради тоа, веќе има издвоено и дополнително ќе издвојува огромни средства со кои што ќе го помогне процесот. Ние мора да докажеме дека знаеме тоа да го правиме на вистинскиот начин. И затоа однапред не би сакала да кажам да сите што се во администрацијата треба да останат. Напротив, треба да видиме колку и како треба да изгледа јавниот апарат. Алексов, една од работите за кои што зборува Заев во изминатиот период е дека сака да ја врати вистинската улога што треба да има парламентот. Дури во експозето им се обрати на претениците, велејќи им дека ќе го почитува нивното мислење и секој глас. Колку искрено треба да ги доживуваме овие заложби на Заев, особено ако се тоа го наблюдуваме низ бројките во парламентот. А тоа се само 62 сигурни за сега гласа на страната на парламентарното мнозинство. Ако како се вели, не се следи партискиот став и ако секој пратеник на вистина може да гласа по своја волја, тогаш владата ќе се соочи со сериозни проблеми во парламентот. Па, во принцип, парламентот и треба да и прави малку проблеми на владата. И тоа е начин на кој што функционираат многу други парламенти. Можеби не од аспект на обструкција на работата на владата и на плановите кои што ги има владата, туку од аспект на еден систем на проверки и баланс. Значи, не секаде ќе најдете влада, која што, иако има мнозинство во парламентот, тоа да оди на начин на кој што одеше во Република Македонија, например во 2016 година, имате 70% од законите кои што се донесени во скратена постапка. Имате скоро 1/3 од вкупниот број на законодавни постапки кои што се иницирани во текот на 2016 или 91 законодавна постапка од 339 се законодавни постапки за измена на закони кои што во таа година еднаш веќе били изменети. Значи, речи си третина? Третина од работата на собранието било менјање на закони што веќе еднаш ги сменети. Во истата година. Во истата година. И сите биле во скратена постапка. За ниту еден не е спроведена јавна расправа. Во ниту еден од тие случаи, значи, суштински не е разговарано за политиката и механизмите за имплементација. Не се повикувани засегнати страни. Немало расправи во кои што ќе се слушнат и оние кои што се да речеме, засегнати од законот. А имаат експертиза да придонесат. Каде го лоцирате проблемот? Дали деловникот дава доволно механизми за парламентот да игра својата улога на контрола на извршната власт? Апсолутно деловникот дава механизми.
вклучително, значи, дополнителна работа, за која што предпоставувам дека веројатно и проценка на сегашното владеачко мнозинство, а го слушнавме вчера, чинам, е дека 5 или 6 од комисиите во кои што не треба опозицијата да има мнозинство и кои што традиционално наназад секогаш биле со мнозинство од страна на владеачкото мнозинство, сега се дадени да имат мнозинство опозицијата. Значи, кога веќе збориме за законодавната постапка, има еден цел сет на работи кои што ние треба да ги разговараме не само во делот на надзорната улога кон тајната полиција, кон сите оние други механизми од политичкиот систем, туку и улогата на собранието во делот на инклузивност на јавноста и инклузивност на засегнатите страни, тука ќе кажам, граѓанскиот сектор, академијата и така натаму, бидејќи видете, во деловникот не е забрането дури да се повикуваат засегнати страни и на редовна седница на комисијата, без притоа таа да биде правена во вид на надзорна или на јавна расправа, и таму да се даде можност засегнатите страни да го кажат својот став и мислење по одредено прашање. Што сакам да кажам со ова? Такви примери нема. Во 2016 нема. Се повикува представник на владата. И тој доминира на таа седница. И како што тој ќе каже, ако опозицијата нешто предложи, значи направа се одбива и нема се другите оди понатаму. засегнати страни го нема. Еве параметар. Ниту еден закон предложен од опозицијата, само од опозицијата, ги тргаме на страна законите во склоп на Пржинскиот договор, ниту еден закон или амандман предложен од страна на опозицијата не е прифатен во текот на 2016 година од вкупно 339 законодавни постапки. Што кажува тоа само по себе? Тоа кажува дека тој начин на функционирање носи неодржливи политики, значи закони кои што тешко може да се аплицираат или да се имплементираат, и потоа истиот тој закон мора да се врати назад, затоа што никој не е консултиран, мора да се врати назад, за да се доработи, да се доизмени, за да може да се аплицира. Значи имате закони кои што се менувани во рок од 7 недели 4 пати. Или 5 пати. Тоа се предпоставам во транспорт, обично. Законите за градежно земјиште, законот за градба, меѓутоа имате и други закони кои што, ако направиме наназад ретроспектива што се случувало со нив во последните 10 години, ќе видите дека се менувани по неверојатни 20, 30 во пати. градежништвото, мислам, беше најочигледно, таму за конкретни парцели се менуваа закон. Го потенцираме како пример во нашиот извештај. Токму ова што го зборите. Значи, на ниво на комисии, сега говориме малце за тоа колку ние можеме да дознаеме за тоа што прави собранието. Само 50%, само 8 комисии чинам, од вкупно 17, ако не се лажам, во собранието, ги постигнале 50%, значи или половина или повеќе од половина од деловничките одредби за тоа како се води записник на комисија. Значи, ние не знаеме како гласале поединечно пратениците на комисија за или против донесување на некој закон, затоа што на јавноста мора да е јасно дека клучната и суштинската дебата поврзана со одредено законско решение веќе се случува на ниво на комисија. Комисијата цени дали законот ќе продолжи или законодавната постапка ќе продолжи, дали тој закон ќе се носи или не. Комисијата цени дали ќе се прифати некој амандман или не. Тоа што се случува после на пленарна седница е повеќе политика отколку суштина. Значи, на ниво на комисии, генерално, многу малку можеме да видиме за тоа која партија, кој пратеник, зашто вистински и суштински се залага, бидејќи во записниците што ќе ги добиеме после тоа, се вели дека со мнозинство гласови одбијан законот. А кој точно пратеник гласал против или за одбивање на тој закон, не знаеме. Тоа е само една од работите. Исто така, јавните расправи може да се допрецизираат во деловникот. Тоа е неспорно. Имаме исто така моменти во кои што скратената постапка може би треба да добие некоја форма и да има консензус за одреден закон да се носи во скратена постапка. Јас знам дека сега сите овие работи се на така наречена штета на
владеачкото мнозинство за тоа што 10 години собранието функционирало вака како што функционирало, а сите знаеме како функционирало и затоа е сменета власта. Меѓутоа, таа скратена постапка претпоставувам дека ќе мора да добие свое вистинско значење, бидејќи законот, односно деловникот вели дека може да се носи закон во скратена постапка доколку нема суштински и големи измени. Само еден пример ќе ви дадам. Во предизборието се смени законот за сообраќај. И се вели дека не е суштинска измена, имаше само еден амандман. А тој амандман вели дека сите оние кои што поседуваат трактор, не мора да го регистрираат веќе тракторот 3 години. Што не се случуваше со законодавството? Значи, меѓу другите работи, политиките кои што ги аминуваше предходниот парламентарен состав во голема мера придонесуваа владеачката партија да придобие гласови и тоа токму се случуваше во предизборието. Тоа го нема во програмата. Ме разбирате? Значи, сите овие работи во скратена постапка оставаат голем простор за манипулација и голем простор за поентирање кај гласачкото тело и користење на целиот тој механизам за изборни цели. Всушност, ние и реално 11 години бевме цело време во кампања. Така. Дали ќе се вклучите во овој дел околу начинот на ќе се одвиваат процесите? На истата линија сум комплетно, но сакам да кажам следново. Македонија чекаат тешки реформи, кои ако сакаме суштински да се зафатиме со нив и да кажеме дека ќе ги направиме со голема инклузивност и со сето знаење, местото кое што прво мора да се отвори е собранието. Значи парламентот мора да биде тој дом на граѓаните, каде што сите работни тела на собранието мора да искористат максимум од тоа што го пропишува деловникот, за да ја отворат работата на собранието за учество на представници на граѓанското општество, на академијата, на бизнис секторот и така натаму. И не смееме веќе да си дозволиме собранието да биде единствено гласачка машина на решенијата од извршната власт, туку собранието треба да биде местото каде што ќе отпочне диалогот за тоа во која насока ќе сакаме да ги тераме јавните политики. И сметам дека со вклучување на граѓаните однадвор, со вклучување на опозицијата внатре, затоа што за голем дел од реформите, ако сакаме да се случат, неминовно е потребен минимум консензус внатре меѓу сите парламентарни политички партии, но и консензус со јавноста и со граѓаните. Ако може да додадам накратко дека ние и кога го подготвувавме документот, ќе забележите дека на почеток ние изготвивме и некои општи принципи кои што мораат да се почитуваат за да овој документ биде апликабилен. А тоа значи транспарентност и отчетност. Она за што говореше и Дарко и Фани. Значи не станува збор само за парламентот. За овој документ да може да биде имплементиран во секоја институција треба да бидат формирани работни тела со вклучување на представници од граѓанските организации. Не заради одлучување, туку чисто заради мониторинг и евалуација на она што било имплементирано. Секако дека треба да се почне од собранието и јас навистина сметам дека конечно треба да профункционираат одредени комисии кои што беа во минатото многу важни кога станува збор за човековите права, например анкетната, постојаната комисија за човековите права, комисијата која што има надлежност да врши надзор врз работата на УБК. Тие комисии во последните 5 години мислам дека воопшто немаа никаква функција. Добро. Уште еден момент, само кусо. Дури и да се случи надзорна расправа, значи имаше и јавни и надзорни расправи во текот на 2016 година. Чинам дека беа вкупно 7 по прашање на закон. Значи, затоа што има и општи расправи каде што се дебатираат разни стратегии и така натаму. Каде е суштинскиот проблем? Ниту една не искача на крајот со записник во кој што има препораки и заклучоци. Значи, тоа го правиме само како шоу, нели? Да отидат или да бидат повикнати одредени засегнати страни, да го кажат тоа што имаат да го кажат, а потоа во законодавната постапка никаде, да речеме, таа експертиза, тие препораки и тие увидувања да не бидат согледани, па можеби и некои од амандманите да бидат тргнати на страна или пак да бидат изменети. Значи, концептот на учество, на инклузивност или на соработка
треба да го доживее и своето финале во вид на препораки и заклучоци, за да се види што всушност од моменталното законско решение или од предложената политика за измена на законот може да се подобри, да се адаптира или да кореспондира со реалноста во општеството. Зошто со реалноста имавме проблем периодот на нас. Така. Што може да се направи во судството за да не се случуваат преседани од типот на укинување на притворот за Сеат Кочан во продолжението на емисијата? Ве поканувам да бидете назад. Еве не во завршниот дел од емисијата вечерва, Пировска реков што е возможно во делот на реформа на судството. Конкретно на судството, сите се согласуваат дека тоа е една од рак-раните во општеството, дека таму мора нешто да се менува. Владата зборува за генерален реизбор или барем СДСМ, делот од владата зборува за генерален реизбор, но многумина мислат дека тоа е прво премногу радикална мерка и второ дека веројатно тешко спроведлива мерка. Што е вашиот став? Многу пати досега на јавната сцена во изминатите месеци се слушаше како предлог она што Албанија го почнува во својот правосуден систем, така наречениот ветинг или прочистување на редовите. Пред да дојдам до таа точка за компаративните модели кои што се спроведуваат во други држави, сакам да нагласам само дека делот за правосудство во блупринтот во голем дел е фокусиран на работата на специјалното јавно обвинителство, продолжување на неговиот мандат, независен буџет, значи да нема никаква подредена улога по однос на владата, да биде обезбедена од некакви си влијанија во иднина. Да бидеме реалисти, ако не се обезбеди можност да се укине тој член 22 или да се измени за да се продолжи рокот во кој што СЈО може да поднесува обвинение, тогаш што треба да се случи со таа институција? Па видете, има и некакви размислувања дека може би треба да се донесе и посебен закон кој што специјалното јавно обвинителство би му дал статус на постојан орган, ако се има предвид дека не можеме да очекуваме дека во иднина не може да ни се случат работи како што ни се случија во последните 10 години и од причина што кривичната правда кога стануваше збор за високи државни функционери кај нас не се случуваше. Од таа причина и ние во делот за правосудство го ставивме фокусот на специјалното јавно обвинителство. Знаете, еве да ги додадеме 5 гласа на БЕС, 2 на ДП, тоа се 69, до 81 фалат или до 80 фалат 11. Ако се случи значи смена на државниот јавен обвинител, вие знаете дека има и такви размислувања дека е можно специјалната јавна обвинителка понатаму да продолжи да функционира како државен јавен обвинител, односно да биде еден од предлозите за државен јавен обвинител. Меѓутоа повторно се навраќаме за она што може да се случи, што даваат простор законските одредби. Мислам дека кривичната правда не може да ни се случи доколку не продолжи да постои специјалното јавно обвинителство и не мислам дека од страна на меѓународната заедница нема да биде ова истакнато како еден вид на притисок заради понатамошните реформи, ако се има предвид дека специјалното јавно обвинителство функционираше и беше под закрила на меѓународната заедница. Многу интересно, во сите германски реакции, еве и од 3 реченици, во една реченица се нагласува потребата СЈО да продолжи да работи. Јас навистина мислам дека не може да се случи тоа да престане низиното функционирање. Само на Фани кратко. Специјалното јавно обвинителство е главниот столб што произлезе од договорот за Пржино. И ако ја читате условената препорака на Европската комисија за напредок во процесот на пристапување, вели дека Македонија за да може да добие чиста препорака треба да обезбеди безкомпромисно спроведување на договорот од Пржино, што ќе рече да се обезбеди континуирано работа и постоење на специјалното јавно обвинителство, ако јас се прашувам, фери демократски избори и фокус на итните демократски приоритети. Ако сметаме дека сите изборите ги оценија за фери демократски, од овие две работи, кога се вели исполнување на договорот од Пржино, по мене,
се смета пред на тоа да се обезбеди законска рамка која што ќе му дозволи на специјалното јавно обвинителство да функционира. И мислам дека меѓународната заедница од тоа нема. Меѓутоа тука повторно ќе дојде во прашање дилемата. Дали таа да функционира со определен мандат или да биде постојан орган. Не е само прашањето за нејзиниот мандат. Таа може и понатаму да се соочува со обструкција од страна на судовите. Од тука ние го предложивме формирањето на посебно судско оделение, за кое што исто така има дискусии во јавноста како тоа да се изведе. Некои велат дека треба да се измени законот за судови, меѓутоа јас повторно разгледувајќи ги законските одредби, дојдов до, да речеме, до некој заклучок дека тоа може да се изведе сосема елегантно и со одлука на колегиумот на суди, бидејќи во законот за судови се вели може да се основаат оделенија во рамките на кривичниот суд доколку постои потреба поради обемот на работа. Да речеме, специјалната јавна обвинителка без обструкции продолжи да работи. Обемот на обвиненија кои што ќе стигнат се доставуваат до судот. Колегиумот може да реши врз основа на тие, да речем, постапки, дека има потреба да се основа такво оделение. Другиот многу важен момент е нашиот предлог во рамките на Управата за безбедност и контраразузнавање да постои исто така посебен одел кој што ќе постапува по барањата на специјалната јавна обвинителка кога станува збор за предистражните мерки. Бидејќи ако таа доживува обструкција од страна на судовите, не можеме да очекуваме дека можеби нема да доживува обструкции и од страна на Управата за безбедност и контраразузнавање. Третиот момент е законот за заштита на сведоци. Нешто за кое што се говори подолг временски период, меѓутоа е неопходен чинител за да може таа совесно, професионално и, да речам, непречено да си ја води, да ги води своите постапки. Ве молам, има ли систем со кој што судството може да се реформира? Тоа е прашањето за кое што сакав да зборувам. Го спомнавте моделот во Албанија. Мене особено ми се допаѓа тој модел, бидејќи има 3 компоненти, кои што мислам дека се многу важни кога станува збор за интегритетот на нашите судии. Тие 3 компоненти се проверка на моралниот интегритет, проверка на легитимниот извор на приходи кои што ги добиваат и третиот момент е проверка на извршувањето на нивните професионални должности. Тоа значи, моралниот интегритет се проверува, односно се следи дали судиите имале во последните 3 години било какви контакти со одредени припадници на организиран криминал или други злосторнички здруженија. Исто така се проверуваат нивните одлуки, решенја и пресуди кои што ги донеле во последните 3 години и секако дека се проверуваат нивните банкарски сметки, но не само нивните, и на нивното потесно семејство. Овој процес имаше одреден застој во Албанија, но мислам дека сега продолжи да се спроведува и повторно тука имаше и во Албанија голем притисок од страна на меѓународната заедница, бидејќи Албанија го доби статусот на членка кандидат за Европската Унија и се постави како услов дека мора да го спроведе овој процес. Добро, ќе следиме да видиме што на тој план ќе се случува на вистина, веројатно ќе има и многу отпори. Алексов реков дека една од првите теми што сега ќе се наметне во следните месец-два ќе биде прашањето за организирање на локалните избори. Дали нешто во овој кус период пред 15 октомври реално може да се случи на тој план и што ќе се случува со избирачкиот список? Логично е ли да се оди на локални избори со список кој што е во полоша состојба од списокот за парламентарните избори? Значи, повторно ми се случи вчера измена на изборниот законник во скратена поставка. Нема да навлагам во оправданоста, тоа е друга тема и дебата, меѓутоа од етички карактер имаме мал проблем со тоа. Што се однесува до избирачкиот список, значи во изборите треба да се распишат чинам некаде околу 20 август. За да се случат на да кажеме на 14 или 15 октомври, не знам недела ден кој паѓа од тие. Тоа значи дека пред нас има 2,5 месеци во кои што ако нема одмор собранието, а ќе има, остануваат еве 2. Во тие 2 месеци
владата, односно владеачкото мнозинство, предпочитам и предпоставувам дека ќе мора да седнат и со опозицијата, ќе мора да се обидат да најдат решение за оние 200.000 гласачи, односно 170.000 кои што беа ставени на посебниот список и оние 30.000 кои што не беа на избирачкиот список на минатите избори, и да видат што може да се направи со тие 200.000 гласачи, какво решение да се најде, за, ако ништо друго, да го вратиме избирачкиот список во состојбата која што беше пред изборите на 11 декември. Бидејќи има модел кој што би бил прифатлив за сите? Па најверојатно би бил модел во кој што нема да се бришат тие 30.000, иако ме прашате мене, тие треба да се избришат. Меѓутоа, тоа ќе биде страшно тешко да се донесе како заклучок, за тоа што за таква една работа предпоставувам дека треба сите партии да се договорат, за тоа што станува збор за избори. Значи треба консензуално да се пристапи кон тоа. Од друга страна, овие 170 и тие 30.000 може треба да се стават на посебен список, за да заедно, доколку дојде до појавување на гласач кој што ќе се бара од тој список, сите оние кои што го наблюдуваат процесот и се дел од процесот да видат малку по, да кажам, фокусирани на истото. Втора работа, која што е многу важна, е што ќе се случи со сите оние постапки против изборната администрација за оние избирачки места кои што беа поништувани на минатите избори, значи членовите на избирачките одбори и општинските изборни комисии, како и двата случаја на поднесени кривични пријави од страна на Државната изборна комисија за сторен фалсификат против председателите на двете партии чии што листи беа одбиени на минатите избори. Значи, тоа што е многу важно во овој период е уште еден податок, а тоа е дека истекува мандатот на избирачките одбори. Значи, на следниви избори, тоа не значи дека нема да бидат луѓе кои што веќе биле во избирачки одбори, повторно во избирачките одбори, меѓутоа ќе имаме нови, условно кажано, избирачки одбори. Тоа значи дека пред Државната изборна комисија стои еден предизвик и по прашање на квалитетот на спроведување на процедурата на гласање. Значи, има многу работи кои што на вака кус рок може би изгледаат 2,5 месеца многу, меѓутоа тоа е исклучително кус рок, мора да се делува многу брзо, инклузивно и во соработка со сите. Затоа што до сега граѓанското општество беше надвор. Пример, политичките партии не сите беа консултирани. Значи, мора да се направи едно решение кое што ќе важи само за овие избори, а веднаш после изборите, да не оптеретуваме емисијата, немаме време, има една цела листа на работи и по прашање на работата на Државната изборна комисија, значи реформирање на Државната изборна комисија пред се, одвојување таму на одлучувањето од секојдневното работење и менаџментот на работата техничка на комисијата. Само телеграфски вопрос, дали БЕСА треба да добие свој представник во Државната изборна комисија на местото на Бедредин Ибраими и во избирачките одбори подолу? Во избирачките одбори дефинитивно. Меѓутоа, кога станува збор за мандатот на член на Државната изборна комисија, Бедредин Ибраими се уште има мандат. Сега, проблемот е што неговата партија повеќе не е прва најголема партија во опозиција. Затоа ќе треба партиите да се договорат прво дали ќе го отвараат поглавјето Државна изборна комисија и членови во Државната изборна комисија, и ако тоа се случи, тоа ќе биде предмет на партиски договор и ништо друго. Меѓутоа, тој има мандат кој што во минатото, а и сега имало случаеви кога се менувале членови на Државната изборна комисија со промена на власта, а и не се менувале членови на Државната изборна комисија. Но во избирачките одбори велите БЕСА треба да добие. Во избирачките одбори БЕСА треба да добие своји представници. А со самото тоа што се втора партија, значи тоа што мора да го знае јавноста е дека партиските членови во избирачките одбори си ги номинира партијата. Така. И пошто тие не се со мандат од 5 години, на секој нови избори, ако се смени составот на власт опозиција, така се менуваат и членовите партиски на избирачките одбори. Оттаму и оваа разлика меѓу Ибраими и членовите на избирачките одбори. Сите вие бевте под голем притисок на власта која што веќе не е власт, туку е опозиција во изминатите години.
ги имавте на врат УЈП, дел од вас финансиска полиција, дел се соочуваа со друг тип на притисоци, не само вие и други граѓански Употреба на нашите лични организации. податоци. Да. Сега очекувате некаква промена во таа смисла сега? Епа, еве, Чувствувате веќе една некакво од работите релаксирање? што треба да се дополни во овој документ предлог за итни демократски реформи е поглавието со граѓанското општество. Последниве 7 месеци покажаа дека власта може да ги злоупотреби институциите и својата моќ до степен да направи комплетно оневозможувачка средина за работата на граѓанските организации и да ги, условно кажано, прогласи за многу сомнителни кои што може да учествуваат во, не знам, организиран криминал и така натаму, и да ни наметне институции да седат во нашите канцеларии, да ни станат колеги од Себајле до вечер, кои што неисцрпно ќе бараат да копираме документација и така натаму, само заради тоа што некој сака волунтаристички да го толкува дел од законот поврзан, не знам, со овие крупниве кривичниот законник, а некој да ги злоупотребува сивите зони во даноците во законите што се однесуваат на даночната регулатива. И од тука еден сериозен сегмент на дополнување на ова што мора да направи новата реформска влада, врзано со граѓанското општество, ќе биде да се прецизираат законите кои што ги таргетираат граѓанските организации, генерално граѓанското општество, за да никој повеќе во иднина не може да си направи простор од позиција на сила и моќ да врши влијание врз граѓанските организации и за да се обезбеди, се разбира, наша комплетна независност. Ако му веруваме на Заев во своето експозе, вели ова силно граѓанско општество што се изнедри, очекувам да го третираме сите како наш партнер, затоа што тоа е латката од реалноста. Така што ќе видиме каков навистина ќе биде односот на новата власт кон сите вас. Благодарам вечера што бевте дел од 360 степени. На линија на она што сега го зборувавме со Карамфилова Пановска, ќе видиме еден прилог за тоа како рускиот однос кон граѓанското општество од власта на Путин таму преку Источна Европа се прелеа до Балканот и во Македонија. Никола Здравковиќ. This is very much a copy of what we see in Hungary, a little bit in Poland, not yet completely something we've seen previously in Russia and Putin's Russia. There's no coincidence. We noticed that the origin of these patterns is Russia. Претходната власт во Македонија на некој начин го копираше тој систем на репресија. Започнато во Русија, прелеано во Источна Европа, вкотвено во балканските земји. Вака европските познавачи на невладиниот сектор го согледуваат патот на непријателството, кое невладините организации во големи дози го добиваат од некои европски лидери. Германскиот политички истражувач и аналитичар Бодо Вебер минал години истражувајќи го овој феномен. Unfortunately, globally, as the EU and I would say the wider West and the US has become less forceful in, promoting liberal democratic values worldwide over the last decade. Obviously, this has opened spaces for other global actors, to shrink the space of civil society. Активистите во Унгарија се едни од најрепресираните во Европа, а нивната судбина ја делат и балканските активисти. Посочува унгарскиот политички и комуникацијски аналитичар Кристијан Сабадош. An illiberal leader need an enemy. The enemy that the voters of the leader can hate. First, for example, Hungary, it was the refugee, which was the arch enemy. So, but after the refugee crisis, when the refugees left the country, the government wanted to find a new enemy, and the new enemy was the NGO sector, the civil society. The civil society in many countries, in Hungary, in Poland, in Slovakia, to a certain extent, but especially in the Balkans, the civil society is being shown as a foreign agent, the new enemy, which is trying to, the civil society is trying to influence politics in a bad way, and this civil society is financed by foreign actors who wants to exert influence on the country's political life.
Новинарот Борис Камчев долго време живее и работи во Русија. Од прва рака се запознал со третманот со кој таму се соочува граѓанскиот сектор. Усвојувањето на Законот за странски агенти во 2012 година, положбата на невладиниот сектор во Русија прилично се стана тешка, бидејќи овие невладини организации се соочуваат со многу тешкоти во смислото на тоа што тие треба да се регистрираат како странски агенти, а тоа значи дека тие ако се финансирани од странство и ако вршат според законот политичка дејност, морат да бидат да прикажуваат финансиски извештаи од својата работа на секој еден месец и да се подврнати под разни притисци од власта со тоа што им се вршат разни инспекции, значи се вршат разни упади за да им стане работата потешка. Претходната македонска влада доста пати ги критикуваше граѓанските организации, па дури отворено ги посочуваше како општествени непријатели. Постои ли некаква конекција со тоа што им се случува нови организации во Русија, што им се случува во Македонија? Постојат загрижувачки паралели во суштина и со тоа што ако видиме што се случуваше во Русија и уште се случува во Русија од тогаш, од кога беше усвоен тој закон од 2012 година до денес, и ако направиме паралела со тоа што се случува кај нас, значи тие практики на создавање впечаток дека секоја граѓанска организација или многу од граѓанските организации се на некој начин предавници или пета колона затоа што имаат финансии од странство, иако тоа се спореди со тоа што се случуваше во Русија, е загрижувачко, бидејќи тие практики кои се правеа во Русија, се прават и кај нас сега. There are quite a few similarities in Macedonia, between Macedonia and Hungary. So we have a very similar smear campaign against NGOs in Hungary. There is a bill in front of the parliament which will force these NGOs to use the label foreign funded, which is a translation of the Russian Foreign Agent Act. In Russia, these NGOs are labeled as foreign agents. In Hungary, they are labeled as foreign funded, but politicians always use the term foreign agent. So I think, and I know that in Macedonia there is no such bill, but there was a very strong and harsh smear campaign against NGOs, and they were labeled as foreign agents. Претходната влада неколку пати вперуваше прст во невладините. Противниците на граѓанскиот сектор веќе тропнале на неколку врати во Македонија, или поточно, упаднале. Имавме инспекции од СВР Велес, конкретно за нашата невладина организација. Ни ги чешлаа сите документации од УСАИД што сме грантирани и они ги побараат тие документи на УСАИД да видат дали има конкретно прелевање средства од нашата невладина кон СДСМ опозиционата партија. Осомничен под наводници беше Фондација Отворено општество, па одеше тоа од Скопје надолу кон малите локални 22 невладини организации се директно под закана на основно јавно обвинителство и господинот Зврлевски. Тоа е класична политичка одлука, тука нема никаква врска со некакви перења на пари. На македонските невладини им предстојат денови во кои ќе треба да се ослободат од стегите. Но истата борба им предстои и на членовите на новата влада. One of the main challenges for Macedonia as a country that waits to enter the European Union for several years is treatment of the NGOs and the civil society as well. NGOs are vital in every country. Usually NGOs and civil society people work where the governments fail. If the new government wants to show that they are really devoted to EU accession and Europe and the West, they have to nurture and protect and support civil society. They don't have to interfere with the civil society. They have to let NGOs work. I think the first thing would be, to stop this institutional intimidation of NGOs and to return them their free breathing space. Civil society, from my understanding, played a very constructive, progressive role in this protest of trying to fight back against very illiberal, very authoritarian tendencies
that brought Macedonia far away from the EU integration path. Европската Унија апелира на заштита на граѓанскиот сектор. Новите министри се вселија во кабинетите, а за тоа време невладините и понатаму го исчекуваат моментот кога ќе почнат да работат без притисоци. Наред е саботажата на Сречко Поповски. Да ја видиме. Крвавото собраниско стампедо кое македонската криза ја донесе до крешендо, добива специфична нота кога акцентот намерно погрешно се ставал врз непознати странски служби и филантропија може со неверојатна прецизност да се смести на една, која со сигурност работела на расплет, поинаков од актуелниот. Обидот за релативизација од страна на ученикот кој ги надминува и професорите од Орбано-Груевистичката филозофска школа е непримерен и смешен, затоа што неговиот разузнавач е фатен ин флагранти. Имам више лица кои би могao одмах да вам наведем од Зендерија до Чачановског из Скопља кои су били у Београду на демонстрација против мене, па шта? И чему е сад ту проблем? И навистина не би било ништо ако не станува збор за триумвират, организиран како модерна ВМРО-вска тројка. Шпиум, политичар и новинар, од кој секој си ја одработувал својата задача. Еден во корист на сопствената држава, друг за да задржи власта. Трет, веројатно од лукративни причини, нарачаните текстови да ги предимензионира до таа мера што во едно интервју од половина час, дури 3 пати ќе ја смени бројката, за таа да добие звучност. Koliko ljudi po vama se okuplja svake večeri ovde? Najmanje 5.000. Najmanje 5.000. Najmanje 5.000. Svako večer ste imali na ulicama Skoplja 20-30 hiljada. Pa ja sam vidio o čemu se radi na licu mesta. Ako vi imate 50.000 ljudi na ulicama Skoplja, pa zato je 100.000 ljudi izlazilo svako večer po... I čemu je sad tu problem? Нема никаков проблем, но станува проблем кога наместо јасна осуда кога треба, некој се подсмева со играњето со животот на луѓето, не се оградува од идејата дека секој може кога сака да ја земе правдата во свој раце, туку бара оправдување во револтот. Иронизирањето со смртта, цинизмот со кој се зборува за раскрвавените и лицемерието со кое не се прави разлика меѓу убици и убици, покажува колку ефемерна станала човечноста. Обидот за убиство беше недвосмислен, свиреп и со умисол. Тоа било обид за убиство со умисол. Па ако сакаше некој да го убие, таму ќе го убиеш. Денешниот обид за убиство не беше случај. Човекот вика, дојдоа осмислено да му убијат. Може да го убијат, до него беа, така? Значи не им била намерата да го убијат, туку веројатно ги понево револтот. И чему е сад ту проблем? Тоа се глупости. За среќа ниту една од тие глупости не заврши со трагични последици, па наместо волов по нечија глава, политиката и незините експоненти своите ескадрили ќе мора да ги насочат во помирни води, трагајќи по тоа што на вистина граѓаните треба да го добијат како трофеј од нивните ексклузивни харпуни. Искрено ви препорачувам веднаш, уште утре, да ги растрчате сите ваши подчинети за да се обидат низ македонските реки и езера да ја фатат златната рибка. Само така владата на СДСМ може да оствари подобар живот за граѓаните во Република Македонија. Еве златната рибка ја ослободи Македонија од режим. Ќе ги исполни и другите очекувања на граѓаните, ја се надам. И чему е сад ту проблем? Во таа насока, како сите, така и оваа нова владина гарнитура веројатно ќе исполни барем едно ветување, кое не го пишува во ниту една програма, но е обичај што го практикува секоја структура, а овој пат и со најава дека тоа ни се подготвува. За раѓањето на бебињата 2015 година 22.482, 2005 година 22.482, 2015 23.106 бебиња се родени. И за тоа повикувам заедно да работим. И на крајот. Епа, другари. Таму.
Не му успеа ниту овој обид на Зоран Заев, шверцерски и на мала врата, да се протне во владата. Гледавте 360 степени. Благодарам што бевте со нас. Се гледаме повторно в понеделник од 22:30. Пријатно.